Почитувани, денеска ВМРО ДПМНЕ повторно се враќа на местото на злосторот. Денеска ВМРО ДПМНЕ предводена од Христијан Мицкоски повторно протестира за одбрана на насилството. Старо ВМРО ДПМНЕ, стара песна, остатоци од мрачното минато, денеска излегоа на улица, го славеа насилството и режимот со истата хушкачка реторика, со истата насилничка кореографија од пред 4 години и со прекршување на протоколите за заштита од COVID-19. Христијан Мицкоски, Јанко Бачев, Димитар Апасиев, инсталациите на Никола Груевски денеска застана зад насилството, за досудените лица кои упадна во собранието на 27 април, за да спречат транзиција на власта и да ја погазат волјата на народот. На 27 април 2017 година, на крвавиот четврток, почитувани, вооружени насилници упадна во собранието и се обидоа да убијат пратеници, новинари и вработени во собраниските служби. Тоа го виде целата домашна и меѓународна јавност. Крвави глави, тепани пратеници, под закана новинари, претепани пратеници кои завршија и во кома. Тоа се нечовички дела на насилници. Насилници не се уставобранители и никогаш нема да бидат. Денеска Мицкоски, кој самиот беше дел од толпата пред собранието на крвавиот четврток, застана токму за овие осудени насилници, застана на браникот на криминалот и насилството. Поддржан од неговите соработници и извршители, Апасиев и Бачев, Мицкоски ги реализира нарачките од неговиот ментор во Будимпешта, Никола Груевски. Единствена цел на Мицкоски, почитувани, е да ги одбрани криминалите во редовите на неговата партија и на неговиот шеф Груевски. Мицкоски е остаток од режимското минато, потрчко на Груевски Мјалков, кој работи на штета на граѓаните и на државата. Но криминалот нема да го одбрани. Одговорност за сите криминали, вклучително и за организаторите и нарачателите на крвавиот четврток, мора да има и ке има. Ви благодарам.